Да си кажеме, со универзитетскиот професор Јасна Бачовска-Недич од Правниот факултет во Скопје, која предава неколку предмети на катедрата за новинарство. Професорке, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро најдов, благодарам за поканата на овој светски ден на медиумите и новинарството. Да, на овој светски ден за медиумите и новинарството го чувме најновиот извештај на Репортери без граници, кој констатира напредок на Македонија на таа глобална листа, меѓутоа се уште се соочуваме со сериозни предизвици. Каков е вашиот коментар? Па, прво се радувам, бидејќи Македонија сега не е над 80-тото место, 90-тото, како што беше. Сепак има некој напредок, меѓутоа се уште сме на 50 и некое место. Значи, тоа е еден индикатор кој што ни покажува дека треба многу да работиме на слободата на медиумите, бидејќи тие се еден од главните фактори за изградба на функционална демократија. Значи, не можете да имате функционално демократско општество ако немате слободни медиуми и квалитетни медиуми, кои што на некој начин ќе бидат коректив на сите видови на злоупотреби на власта. Од тој аспект се мисли, инаку ова е многу референтна невладина организација, Репортери без граници, која што врз основа на прашалник ги прави овие многу прецизни мерења со своите партнерски организации во земјите. И тоа можам да кажам заедно со Freedom House, Репортери без граници, член 19 и конференцијата на УНЕСКО, се најреферентните индикатори каква ви е состојбата со медиумите. Да, рековте, ве радува напредокот што го констатира оваа референтна меѓународна невладина организација, меѓутоа ете, Freedom House неодамна констатираше дека се уште сме во групата на земји како оценети како хибриден режим, односно заглавени во таа сива зона. Претходно и State Department посочи дека имаме сериозни проблеми кога станува збор за корупцијата и за слободата на медиумите. State Department-от, Европската комисија ги толкуваме ние како мерења на политички инстанци, кои што исто така се референтни, но и лани имавме еден наративен извештај од страна на Европскиот парламент, кој што исто така негативно не оцени, кој што не оквалификува како општество со многу поларизирани медиуми, значи тоа се исто како политички партии, некако, како да го објасниме тоа, медиумите како политички партии или штитат една или друга политичка опција и тие повеќе настапуваат од некои вредностни позиции отколку од аналитички позиции. Значи, тоа е нашиот проблем. Исто така, еден од проблемите е следење на европската медиумска политика, односно контурирање на медиумски модел по ликот и според правниот систем на европските земји, кои што се темелат во овој дел на членот 10 од Европската конвенција, каде што институционализирањето на медиумскиот модел има свои правила во вредностна, но и во правна смисла. Пред се тоа е изградба на тој еден квалитетен јавен сегмент кој што треба да го контурира целокупниот медиумски систем, кој што ќе генерира одредена одговорност, кој што ќе генерира одредени стандарди во новинарската професија. И тоа е многу битно и јасно и мислам дека во општество недостасува малку повеќе политичка волја за изградба на таков медиумски модел и треба да се работи исто така многу на професионализацијата на оној најсуштествен и најодговорен дел од медиумите, а тоа е информирањето, каде што ја задираме новинарската професија. Бидејќи кога зборуваме за медиуми, не мислиме само на политика, нели? Медиумите се и култура, и едукација, и филм, меѓутоа кога мислиме за демократијата, пак највеќе мислиме на политичкото информирање и новинарството. Да, рековте дека на почетокот дека без слободни медиуми нема функционална демократија. Тоа е и дел, односно главната поента на генералниот секретар на Обединетите нации во денешното обраќање по денешниот повод. Меѓутоа се чини дека проблемот со слободата на медиумите е глобален феномен со кој не се сложува само Македонија како мала земја, туку генерално, а вие го начнавте и тоа дека на крајот на криштата слободата на медиумите подразбира и статусот на новинарот во општеството. Ќе ви дадам можност подоцна да објасните се на оваа тема, меѓутоа претходно би сакал во емисијата да ја вклучиме нашата Катерина Тодевска-Спасич во разговор со председателот на самостојниот синдикат на медиуми на новинари и медиумски работници Павле Беловски. Кате, прашање, поздрав до вас и прашање каква е вашата оценка во врска со најновиот извештај на Репортери без граници и Меѓународниот ден на слободата на медиумите?
Така е, да. Добро утро. Второ, во ова утринска нателма, така е, спомена Горан, тука сме со Павле Беловски, председателот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Двете прашања кои што и јас сакав да ги искоментираме. Павле, во ова линковско вклучување, првото е ова 33 места сме понапред или погоре во однос на слободата на медиумите според индексот. Дали тоа значи поголема слобода на медиумите? Категорно ви благодарам. Пред се, навистина е благородно да се зборува од матичниот медиум за најсушествените прашања кои не засегаат. Јас не би се радувал на скокот од 33 места, бидејќи оваа година за прв пат на наша радост, велам на синдикатот на новинари, има нова методологија, светскиот индекс на слободата на медиумите, односно попознато како Репортери без граници, и токму ги опфати и економскиот контекст кој нас најмногу не засега како проблематика која работиме, и од тука веќе можеме да влечеме заклучок дека социјалниот статус на новинарите, односно каде се наоѓаат во тој цел систем во нашата индустрија и фела, не е баш на завидно место, па и оттаму може да кажеме дека и оценката економски контекст е најлоша од овие 5 индикатори, нели, политичкиот, социокултурниот, безбедноста, правната рамка и политичкиот контекст. Јас не би навлегувал понатаму од каде го црпи заклучокот, го црпат Репортери без граници, меѓутоа евидентно очигледно е дека сите наши извешти, велам, на синдикатот и останатите партнерски организации целат кон тоа дека без, нели, главниот императив, без социјално задоволни, односно згрижени економски подкрепени новинари, ние не можеме да имаме слобода на медиуми и слободно новинарство. Така што тоа е бедемо, тоа се темелите на нашата професија, па понатаму и за сите стандарди. Кога сме на оваа тема работнички права или што со новинарите, велите во вашата онлайн кампања, нели, велите ако во земјава постоја само 10 новинари, 7 ќе земаа под просечна плата, 4 од нив немаше ниту да имаат постојано вработување, туку ќе работеа со договори на дело. Сега, не дека ние треба да се жалиме овде, но ние само во еден ден кој што е, како да кажам, наш ден, треба да ги кажеме и нашите работи кои што не засегаат. Точно така, јас дури овој ден не ми е баш пријатен, затоа што 364 дена се занимаваме со друга проблематика, па ете сега еден ден наоѓаме време да е наш, ние сме 365 дена новинари, наоѓаме време да ги коментираме овие состојби, но за жал наодите се поразителни, точно така, 62% од вработените се под просечната плата, и ова не се само бројки, ова се нашите судбини, ова нашата реалност, и ова е податоците се добиени конкретно од истражување од човек на човек, така што се цврсти и релевантни, но загрижува уште повеќе што соодветствуваат со бројот на оние кои сакаат да се заменат од нашата професија, а тоа е идентичен 62-63%. Така што од тука го влечеме заклучокот дека незадоволни од примањата, новинарите сакаат да ја напуштат оваа професија, и тука нема друг заклучок. Така е, да. И сега, кусом, морам да ве прашам што да правиме сите ние. Велите вие колективни договори, не можете вие во име на, нели, како самостоен синдикат, во име на сите новинари и медиумски работници да влизате во влада па нешто да истуркате таму, затоа што, нели, најголем дел од медиумите се приватни, нормално. Како до колективни договори кои што ќе ни го обелат образот, за кои што нема да зборуваме секој 3 мај, вака, нели, тажни, натажени за тоа дека има некои 62% од нашите колеги кои што сакаат да се заминат. Точно така, значи еве сега сме во време кога, во период кога владата влече некои потези, се покачи минималната плата и од таму тоа резултираше со протести и барања за покачување на платата, но ние зборуваме за јавниот сектор, зборуваме за онаму каде што владата работодавач. И сега доаѓаме до најклучното прашање како ние да го подобриме социоекономскиот статус на самите нас. Одговорот на ова прашање е многу едноставен. Бидејќи законот за работни односи, ние не можеме да пропишеме повеќе од минималната плата која важи за приватни, односно која важи на ниво на цела држава, така што ние сето тоа можеме да го регулираме во колективните договори. Тоа не е ништо комплицирано, веќе има на сила
и во другите земји, тоа е пракса каде што може да се уреди секоја проблематика. Зборуваме од примањата до хиерархијата, односно ние што е велено по позната систематизација, па се до условите за секоја работна позиција, за сите подробности кои не засегаат нас како поедини работни позиции, и сето тоа би било на сила на закон и тука нема дилема, тоа е востановено во Законот за работни односи, потпишувањето на колективни договори. Едноставно што во овој период недостасува е, како да кажам, храброста на работодавците и односно волјата дека тоа не е ништо страшно, дека двете страни добиваат, затоа што колективните договори се многу едноставни. Пропишуваме и права, но и обврски. Така што на ова треба да гледаме дека преку социјален диалог работодавач, синдикат, вработени, ке двете страни ќе имаат бенефити. И немаме дилеми. Таму можеме и платата да ја пропишеме. Воопшто никој да нема дилема околу тоа. Да. Но ми рековте дека може и овој хонорар или договор на определено време, така е некако? Да, меѓутоа ние сакаме да веќе таа пракса да се бориме против неа, воопшто да ја исклучиме, бидејќи тоа ја раѓа таа несигурност. Договорите на дело, договорите на определено, тој е елементот на несигурност кога велиме имаме несигурни новинари и работници. Поле ви благодарам за ова линковско вклучување и сега што да кажам, освен да посакам дека следната година, можеби во ова исто студио кога ќе се сретнеме со нашиот Павле Беловски, ќе зборуваме за тоа дека се намалил процентот од 62 барем половина да бидат оние кои што ќе посака да го сменат своето работно место, дотогаш во очекување на изгласување или поместување на работите во однос на колективните договори држиме палци и на сите новинари, медиумски работници, нека ни е честит Светскиот ден на слобода на медиумите. Така, благодарност до Кате и до Павле за овој разговор и информациите кои ги чувме. Професорке, председателот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Павле Беловски вели дека не треба да нарадува скокот на Репортери без граници, бидејќи е промената методологијата, како што објасни, и поради податокот кој го изнесе дека 62% дури од новинарите во Македонија добиваат плата под минималната, пониска од минималната или на тоа ниво, и дека сакаат да ја напуштат професијата. Да. Добро, тој скок рековме дека тоа поместување на предните места рековме дека е релативно, ние се уште сме далеку од онаа посакувана состојба на слободни медиуми кои што може да се пофалат многу малку земји во светот, например на прво место е Норвешка земја која што е квалификувана како скандинавските земји и тој модел на земји, значи ние далеко сме од тоа, меѓутоа сепак има одредено подобрување во врска на тој политички плурализам во медиумите и други индикатори кои што ги користат за оваа мерење. Ова што Павле го потенцираше како представник на синдикатот, навистина се разочарувачки информации и тоа е една многу недобра состојба за професијата. И сега ние се прашуваме како во оваа состојба да привлекувате млади луѓе да се занимаваат со оваа професија. Таа е нерегулирана, секој може да биде новинар, но од исклучително значење е да имаме едно јадро на образовани новинари кои што тоа ќе го студираат и ќе бидат моторот, и во вакви услови вие тешко е да привлекувате луѓе да работат и да се занимаваат со новинарство. Многу е потребна овдека поддршка од државата за подобрување на економскиот статус на новинарите. Новинарството е неопходно, еве јас ке цитирам Кристоф Делуар, кој што е нели генерален секретар на Репортери без граници, вели новинарството ви е на некој начин вакцина против дезинформациите. Вие мора да имате едно квалитетно новинарство кој што исти едни факти ќе ги интерпретира, ќе ја збогати јавната расправа. Не може едно општество да функционира без новинари и квалитетни и мотивирани новинари. Но од друга страна пак ќе кажам дека општествено-економскиот статус на новинарите од секогаш бил проблематичен. Од секогаш бил. И затоа велиме дека во новинарството доаѓаат луѓе кои што сакаат да го сменат општеството, ентузијасти, кои што не се мотивирани од материјалната сатисфакција, туку се мотивирани од тоа да се факторизираат како луѓе, како професионалци за промена во едно општество. Но во ваква една констелација на социјални мрежи, бидејќи многу се смени природната средина на новинарството, во 80-тите години медиумите ги купуваа, например, фабрика за зејтин, која што е многу богата, може да купи еден медиум и тогаш имате пари да ги плаќате новинарите. Тогаш тоа пак беше проблем од друг аспект, нели?
тие концентрации собственоста врз медиумите. Денеска имате во вакви општества како нас проблем како да преживуваат медиумите и затоа тој аспект е битна и државата како ќе ги поддржува бизнис секторот исто така треба да бидат заинтересирани да градат демократско општество и да ги помагаат медиумите. Значи тоа е еден широк проблем. Така, професорке, во вакви услови какви што ги слушнавме, каков е интересот на новите генерации за студии по новинаштво? Па интересот е загрижувачки, многу мал. Ние како најстар нели јавен државен универзитет во рамките на правниот факултет нели се тие студии по новинарство запишуваме 10-12 студенти. Порано, тоа на почетокот би имало и 100-120 во 70-тите години, постепено бројот паѓал, да денеска еве многу малку млади луѓе се заинтересирани да студираат новинарство. Колку има во тековната академска година? Па во година? тековната академска има 12-13 студенти, но еве ако збориме глобално моментално имаме 50-60 студенти од сите години на мастер студиите. Меѓутоа, ова се авангардни студии, кои што и од посебен интерес за државата и таа треба да ги поддржува без разлика на бројот на студенти. Ние секогаш, колку и да сте малку, ние треба апсолутно да ги одржуваме тие студии. И како што реков, да имаме едно образовано академско јадро на млади новинари кои што понатаму ќе бидат, нели, на некој начин ќе ја контурираат професијата и ќе ги генерираат стандардите. Да, рековте, не ни требаат голем број новинари, но тие што треба да станат идни новинари треба да бидат добро образовани. Добро образовани новинари, да. Да, бидејќи веројатно тоа е вакцината против она што е најголем предизвик денес за слободата на медиуми, тоа се лажните вести, говорот на омраза, пропагандата. Тоа е мрежното општество кој што така еден бастион на демократијата, социјалните мрежи како Facebook, Instagram, Twitter. Тука имаме директна дистрибуција на информации од страна на политичари, политички партии, граѓани. Меѓутоа, сето тоа некој треба, знаете, еден политичар кога пишува определен твит или кога пишува одреден пост, тој дава определени факти. Друг од другата страна исто така, меѓутоа тие се штитат одредени идеологии. Новинарот е тој кој што треба да направи аналитичка информација, кој што треба да го даде балансот, кој што треба да испровоцира јавната расправа. Новинарот е тој кој што треба да ја провери вистината и да ги провери фактите. Затоа велиме дека новинарството е многу битно токму во вакви услови. Наспроти оние предвидување дека со социјалните мрежи ќе прекине потребата од новинарство. Напротив, сега како никогаш досега се појавува потреба од едно ново премоделирано, нели, измоделирано новинарство. Но како го објаснувате тој апсурд, тој социјален или социолошки феномен на што поголем број на медиуми и поголем прилив на информации, ние сме толку по неинформирани, односно повеќе лажно информирани? Епа тоа е, да, тоа е затоа што ние, како што кажав, социјалните мрежи, тоа од секој од нас прави говорник. Тие социјални мрежи на некој начин ја бришат границата помеѓу јавните и приватните комуникации. Луѓето, ние, знаете, социјалните мрежи какви се, како ние да си разговараме меѓусебно на некој плоштад, во некоја кафејана, исто така. Ние внесуваме субјективизам, нешто сме чуле, а не сме дочуле. Тоа се социјалните мрежи. Некој си изборува, си извртува вистината така како што му одговара. Значи, дали тоа го правиме дома со пријатели, дали тоа го правиме во кафејана или на социјални мрежи, тоа е исто така. Само што сега, затоа велиме, медиумите се тука тие кои што ќе ги анулираат и новинарите. Тие субјективизми, извртување на фактите, ќе ги проверуваат фактите и низ новинарските жанрови, како што се извештаи, статии, вести, ќе ни ја даваат и ќе ни аплицираат вистината. Затоа велиме, како што вели генералниот секретар на Репортери без граници, новинарството е најдобра вакцина против дезинформациите. Нема друг пат за борба. Вие во една пригода рековте дека лажните вести се еден тежок социолошки правен феномен, да, но дека тоа е цената на слободата на изразување. Да, тоа е цената и ние гледаме западната демократија, која што е најидеален сепак модел на демократија. Иако е толку гнил, е сепак најидеален, нели? Па најслободен некако. Еве и сега со најновите состојби со откупувањето на Твитер од страна на Илон
Маск, кој што предизвика таква една светска бура на реакции. Што ќе се случи тоа? Тоа е еден милиардер кој што исто така беше многу слободен и комотен на Твитер. Си дозволуваше други да ги навредува, влегуваше во отворени конфликти со адвокатката на Твитер, зошто се забрануваат определени постови. Сега таа јавна, можеби, мрежа ќе стане во приватни раце и на некој начин предизвикува големи што ќе се случи. Меѓутоа, тој се залага за една демократија од најголем вид, значи секој да може се да каже. Отворено влезе во конфликт кога се забрани профилот на Трамп, кога се на некој начин кога Твитер ги контролираше објавите во однос на случувањата на 6 јануари 2021 година нападот на Капитол, одредени објави на Нью Йорк Пост, мислам, кои што се однесува на синот на американскиот претседател за одредени бизниси. Значи тој беше радикален. Од друга страна, тој со своите постови беше многу комотен, што одредени професори на правните факултети во Америка ги даваат како пример неговите постови и сега тој на една голема врата повторно отвара една неконтролирана постови кои што ќе одат слободно, кои што можат да станат проблем за навредите, за говорот на омраза. Да, ајде уште еднаш, вие неколку пати го спомнавте генералниот секретар на Репортери без граници, а и го спомнавте и Илон Маск сега со купувањето на Твитер. Јас во оваа пригода ќе кажам дека тој пак ја се обиде да ја толкува главната уредничка на Russia Today. И една незина изјава која вели дека ниту една голема нација не може да постои без контрола врз информациите. Создавањето медиумско оружје во авторитарните земји го елиминира правото на нивните граѓани на информации, но исто така е поврзано со порастот на меѓународната тензија што може да доведе до најлош вид на војни. Генералниот секретар на Репортери без граници вели на домашен план Fox News представува фатална опасност за демократиите. Во ова време на војна, кога се води војна, вистинска војна, се води и војна на информација, односно дезинформација, односно пропаганда. Да, апсолутно. Секогаш војната, дел од војната се води на неколку начини. Една сега денеска од најтешкиот вид. Сите војни биле придружени со пропаганда. Не е ова прва војна, меѓутоа ова е војна малку кога имаме пропаганда од друг тип, заради сите овие нови медиуми, мрежи, заради достапноста, нели нас се не е достапно, па мора да се забранува. Порано не сме имале такви можности, така, но во овоа услови на една технолошка глобализација, кога се не е достапно, гледаме каква е голема таа пропагандна војна. Јас на почетокот, кога почна сите овие хистерии околу забранувањето на руските медиуми, како човек кој што исто така и го ја величи демократија, малку сум радикална, можеби како Илон Маск, сакав и тие медиуми да не бидат достапни, па да правиме рамнотежа, но овдека сега се отиде во еден радикализам, дури еве сега читав на Радио Слободна Европа дека на конференцијата, мислам денеска на УНЕСКО, нема да биде дозволено учеството на представниците на Руската Федерација. Но мораме од друга страна да кажеме дека апсолутно имаше проблем со медиумите во Русија. Нели автократските системи се носат из некои своји аномалии. Не можеме да кажеме дека тоа не бил автократски систем и дека немало контрола врз медиумите. Имале проблем многу со слободата на говор и треба да се работи на тоа. Но борбата со информации останува, но сепак ќе кажам дека западните медиуми се предоминантни. 80% од сите информации на светско ниво сепак ги контролираат западните медиуми. Тие се многу вешти исто така во пропагандата, многу вешти во пропагандата. Но од друга страна среќен момент е тоа што таму пак тој плурализам, едни и други медиуми некако ја анулира таа неубава ситуација. Професор, на домашен план да се вратиме, како Македонија може да го најде најлесниот, односно најдобриот пат до некаква контрола, односно до некаква регулација на работата, за да немаме повеќе непотпишани текстови, за да немаме интернет страници без импресум.
Како да се преживе ова време во кое е битен квантитетот, а не квалитетот? Кога броиме кликови, например, кога се најважни бројот на кликови на еден вебсайт, а не содржината што ја публикува тој. Да, јас не го сакам зборот регулација, но тука треба да се подигне многу етичкото ниво, квалитетот треба да се подигне и треба да се работи на тоа меко, нели, на ниво на подигнување на свеста, на одговорноста. Телата како што се Совет за етика треба да бидат многу поажурни во однос на ова, да се подигне нивото на разбирање на граѓаните самите да селектираат што е лажно, на што можам да верувам, на што не можам да верувам. Конвенционалните медиуми исто така треба да се повеќе да се слободни, независни и да ја напуштат таа политичка поларизација и мислам дека во тоа е лекот. Инаку зборот регулација, вие да воведувате некои закони, правила, тоа е нешто што е спротивно на основните вредности на европската медиумска политика. Употребив погрешен збор. Прашањето беше како да дојдеме до поголем ред, односно до помалку лажни вести и помалку говорна образа на медиумите. Па преку токму тоа, преку јакнење на медиумите со интегритет, нивно присуство. Не може, например, македонската радиотелевизија да има нефункционален сајт. Да седнете и да не можете да најдете, гледате ги какви се јавните сервиси во ова време. Значи, тоа е еден медиум со интегритет кој што треба да ве заштити од сите лаги. Аха, јас вам прочитав, ама дајте да видам што вика официјалниот извор. И тука треба да имаме една поширока интерактивност на конвенционалните медиуми, односно нивната присутност на мрежите и користењето на новите алатки за експонирање и за моделирање на јавната расправа. И како што кажав, овој дел што е етичкото ниво, а тоа се различни тела кои што треба да работат на саморегулацијата. На саморегулацијата, значи оние што прават портали, оние што прават блогови, да имаат одредена одговорност, да бидат казнети, да имаат опомени ако шират лажни вести, сервиси за проверка на фактите, кои што се спори, јас во кои што не верувам и немам толку надеж, но сепак имаат определена Не сум видел скорешна анализа или истражување како просечниот македонски гледач, односно граѓанин, се информира и на кој медиум најмногу му верува. Имате ли такви податоци? Според сите истражувања, сега ние сме на можеби на најпоследното место на медиумската писменост. Јас учествував во едно, односно истражување кое што самата го дизајнирав, а го спроведовме со некои организации, поддржано нели од Европската унија, дека просечниот македонски граѓанин се уште се највеќе телевизијата во однос на политичкото информирање, највеќе се информира од централните информативни ТВ дневници. Младата генерација секако дека е на социјални мрежи, но во однос на условите, па од друга страна на социолошкото живење, дека ние се уште живееме со родителите, блиску сме, ги дискутираме политичките работи, значи се уште ние тие сериозни информации на еден друг начин, бидејќи социолошкиот контекст, какво ви општеството, економски, колку ви е во демографски капацитет, дали сте 350 милиони како во Америка, или сте 2 милиона, па сите сме роднини и пријатели и ги дискутираме политичките работи, значи и тоа игра улога на квалитетот, нели, и на дисперзијата на една информација во општеството. Ние се уште сме предоминантно телевизиско општество, но сепак и телевизијата сега се предимензионира. Ние сите на Фејсбук добиваме нотификации. ТВ24 вести, Телма вести. Сега не можеме и такви разлики да правиме, значи сепак телевизијата гледаме на медиумите и таму и читаме, треба да читаме, значи едно е телевизиско новинарство, друго е новинарство за печатени медиуми. И тука е загрижувачки во Македонија, што македонската публика малку чита. Не читаат вестници. А вие истражувачко новинарство не ви поддржува телевизијата која што работи на принцип на аудис. Сега ова, јас имам 1 минута, така, а друго е кога ќе прочитам една голема истражувачка статија за војната во Украина, за енергетската криза и ќе формирам своји лични ставови кои што ќе ме димензионираат и како гласач, и како потрошувач, и како родител во ова општество. Така, како што рековте, медиумите се своевидно огледало на општеството во кое живееме. Апсолутно, квалитетот. Дури и кога ќе пуштите еден медиум, една телевизија, студиото, кога ќе го видите, јас бајле го гледав интервјуто на Шулц. Студиото, колку се инвестира, каква е сликата, техниката, естетските критериуми. Значи, од тука поаѓајки, па се до нели образованието на новинарите, технологијата,
позиционирањето на медиумите како бизнис, нели, асоциации во едно општество. Рековте слаб интерес во последниве години за студиите по новинарство. Да. Имате можност со тие студенти да бидете секојдневно во комуникација. Како новите генерации го замислуваат новинарството? Па, новите генерации како го замислуваат? Јас секогаш кажувам дека луѓето кои што се одлучуваат за новинарство се секогаш посебни, имаат нешто екзотично во себе, нели? Секогаш кај нас, особено на правниот факултет, бидејќи тие студии се под големо влијание на политичките и на правните студии, доаѓаат политички инсензитивизирани луѓе. Замислуваат и најголем дел од нив се заинтересирани за политичко новинарство. Многу помалку уште во текот на студиите велат јас сакам спорт, јас сакам шоу бизнис и забава, да видам новинарство. Јас па имам впечаток дека по новите генерации порадо би направиле интервју со Карлеуш отколку со некој нобеловец. Не, тоа се тие портали, блогови, тоа се борба за твитови, меѓутоа овие луѓе што доаѓаат да студираат, јас сум во секојдневна комуникација, тие сакаат нешто да променат во општеството, да бидат револуционери на вистината, да допринесат нешто, да станат јавни личности, бидејќи новинарите се секогаш можеби имаат ниски плати, меѓутоа секогаш се луѓе видени во општеството. Значи тоа е еден од аспектите на професијата, така да таа е една сложена професија која што има повеќе аспекти за вреднување. Оние исто така повеќето од нив бараат вештини, очекуваат од студиите да им дадат вештини. Ние тука малку сме слаби во тој дел, бидејќи форсираме едни интелектуалистички студии, кои што исто така е битно. За да пишувате за политика, за економија, треба да знаете политички систем, да знаете како... Така, и тука затоа велам дека трпат една добра традиција од правниот факултет и од политичките студии, но сепак ме прашавте како го замислуваат новинарството. Го замислуваат новинарството како фактор на едно добро општество и очекуваат да работат во конструктивни медиуми во кои што ќе изградат. И многу малку, сакам да кажам, многу малку од нив се заинтересирани за собствено новинарство, тип блогови. Сите тие се замислуваат дека ќе работат во медиуми. Значи, во овие масовни, традиционални медиуми. Да. Макар што ние имаме многу познати новинари, како сакам да кажам, и така кои што направија кариера врз основа на собствени one-man show медиум, нели? И можеби во иднина и такви ќе имаме се повеќе и повеќе. Тоа е медиум со интегритет. Да завршиме со она со која почнавме, со извештајот на Репортери без граници. Треба ли да биде утеха за нас како новинари, како медиуми во Македонија, тоа што стоиме подобро од земите во регионот, од соседна Србија, например, каде што навистина имаат голем предизвик кога стане збор за слободата на медиумите, и дека сме во групата на проблематични земји со Словенија заедно, далеку зад Хрватска, например. Да, Хрватска мислам дека прва во регионот и долги години е во регионот. Секое поместување нанапред нас треба да не радува. Било какво е, без разлика дали е со време на методологијата. И на некој начин, што кажавте, Србија има големи проблеми заради елементите на автократија во политичкиот систем, за поседнување, нели, и на јавниот сервис. Нас треба да не радува, но ние имаме голем проблем со медиумите и навистина, јас како што кажав пред се, тука е пресудна политичката волја и професионализацијата. Ме радува што со ваков ентузијазам зборуваше Павле сега како представник на самостојниот синдикат, бидејќи синдикалното организирање, професионалното еснавско организирање на новинарите може многу да помогне во притисоците кон носителите и креаторите на јавните политики во овој дел. Значи, новинарите мора да бидат пред се не исполитизирани, туку испрофесионализирани. И да прават свој професионални јадра кои што ќе учествуваат во креирањето на општата политика во државата. И тие се најповикани и одговорни за состојбата во медиумите. Тие треба да ја менуваат, односно да прават притисок врз оние кои што можат нешто да сменат. Професор, ќе ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Ви посакувам поголем број студенти и добро едуцирани и обучени новинари. Ви благодарам за просторот. Можеби ќе мотивираме некој млад човек да студира новинарство. Се надевам. Да.